Добар ден, почитувани. Го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Не секој отстапување во детскиот развој значи невролошки проблем, но како да препознаеме кога е време за преглед? Дали резултатот од ЕЕГ може да покаже епилепсија без детето да има напад и може ли магнетната резонанца да биде уредна, а сепак да постои проблем? Има ли вистина дека детскиот мозок поседува пластицитет, односно способност да се адаптира при одредени оштетувања и да надомести при рано откривање на проблемот? Зошто соработката меѓу родителите и детскиот невролог е клучна за правилниот развој и третман? За сето ова денеска разговараме со професор доктор Филип Дума, детски невролог. Останете на Телма. Кога е вистинскиот момент родителот да побара мислење од детски невролог за здравјето на нивното дете? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Филип Дума, детски невролог од Неуромедика. Професоре, добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден. Добар ден. Благодарам на поканата. Да ги поздравам слушателите, посебно да ги поздравам сите своји колеги и медицински работници, затоа што утре е голем празник, Ден на здравството, за здравствените Светскиот работници. ден на здравјето. Да. Вклучувајќи и тука докторите, сестрите и целиот технички персонал што овозможува таа работа да биде извршена како што треба. Упатуваме и ние честитки и поддршка на нивната работа. Професоре, кои симптоми најчесто ги загрижуваат родителите за кои што бараат невролошка проценка за нивното дете? Невролошката проценка кај родителите е најчесто тоа што читаат на интернет во денешно време. И многу често доаѓа до смешни ситуации каде што здрави деца доаѓаат на контрола, на контролен преглед, а се случува и обратно. Деца кои се болни да не додат. Порано се случуваше тоа почесто, да биде испуштен правиот термин за преглед, меѓутоа во денешно време со напредокот на интензивната нега, со напредокот на акушерството, значи преднаталната диагностика, веќе можеме да ги на време да ги сознаеме ризиците и да ги контролираме тие деца. Проблем е со развојните проблеми кои што се јавуваат како што е аутизмот, затоа што за разлика од Европа каде што за тие проблеми води сметка едукативниот систем, значи раното препознавање го прави едукативниот систем, кај нас е поврзано со здравствениот систем и тука се ева некој отстапување во раната диагностика. Иначе перинаталните проблеми се регистрираат рано и тие деца рано се упатуваат на контрола. Дали секој тремор, грчеви или пак некои чудни движења кај децата упатуваат на некаков проблем со невролошкиот систем? Треморот е нешто што упатува на постоење на екстрапирамидална симптоматологија, што значи зафаќа ако правиот тремор. Зафаќање на централниот нервен систем, церебелумот и така натаму, така да бара контрола. Меѓутоа, за среќа во дечијата возраст, негде 60-70% од тие тремори се бенигни конгенитални тремори, кои што се јавуваат при возбуда, при после назначена активности, кои што се бенигни, кои што траат цел живот и не остават никакви последици. Меѓутоа, треморот бара, ако има тремор, бара преглед од доктор. Несаканите движења исто така може да бидат проблем, се јавуваат стереотипите се јавуваат као аутизмот или кај други пореметувања. Некои од тие несакани движења понатаму хореатотични кои што се исто така еквивалент на треморите се јавуваат кај некои болести како што е хореа минор, која што е бенигна, меѓутоа може да бидат и сериозни зафаќања на централниот нервен систем. Метаболните заболувања може да направат, митохондриалните може да направат таква симптоматологија, така да пожелно е на контрола на лекар ако видиме тремор, невролог да ги види тие работи, да се диференцира за што се работи. Ако се работи за новородено, предвреме родено, неонатолозите знаат да направат многу добар невролошки преглед, така да тие првата проценка може да ја направат и да видат дали понатаму треба да оди детето на невролог или не. Некојаш малите бебиња кои ги пресоблекуваат, едноставно имаат рефлексни спазми, поради незрел нервен систем кој ќе пресоблечува, ќе затрепери со рака или со нога, меѓутоа тоа не е ништо страшно. Исто така секој човек во сон понекогаш се стреснува,
со едната страна и понекогаш може да ги допреди трзи со прстите и тоа не е ништо страшно, тоа е нормално. А кои се најважните развојни пресвртници кај бебето и воопшто кај малите деца, кои што родителите треба да ги знаат и да ги следат? Бебето кој ќе се роди, се раѓа, функционира на базични нивоа. Тоа значи дека кортексот полека се вклучува, кортикалните функции полека се вклучуваат, иначе кортексот постои. Првото вклучување на кортикалните функции после 6-тиот месец, до 18 месеци најголемиот дел од милинизацијата завршува. Значи до 18 месеци треба моториката да биде развиена. Негде во првите 2 години, од година до 2 години треба се уват првите знаци за аутизмот. Така да и тука треба да бидат свесни. Може неочекувано да се јават. До 3-та година зборуваме, 3,5 години зборуваме, 3 години зборуваме за менталниот развој. До околу 3,5 години зборуваме за развој на говорот, затоа што говорот конечно се развива на 3,5 години. Првите збори може да бидат многу рано, меѓутоа говорот се развива на 3,5 години. А до 7 година се когнитивните, они повисоките интелектуални функции, каде што апстрактното размислување и така натаму, каде што треба подетално кога одат деца во школа, фактички подетално се проценати да се види. Доколку постојат отстапки? Доколку постојат отстапки, така. Меѓутоа тие се многу тешки за препознање, затоа што имаме едно дете кое што е активно, премногу активно, прави беље и родителите вика што е ова силно развиено дете, супер е. Ама после тоа кога ќе дојде во школа, кој ќе продолжи да ги прави тие работи, веројатно дека има некои проблеми кои што треба да се совладат. Ги споминавте предвремено родените бебиња, дали кај нив постои зголемен ризик од некакви невролошки нарушувања? Да, кај предвремено родените постои зголемен ризик, меѓутоа и зголемена појава на невролошки нарушувања. Во последно време интензивната акушерството отиде многу напред, така да со примена на СИПАП-от, со неинвазивната вентилација, дел од тие невролошки нарушувања може навремено да се совладат или да се минимизираат, така да се повеќе и повеќе гледаме подобри исходи. Меѓутоа, ако се јави крварење околу раѓањето или ако се јави некој проблем кој што не може да се спречи, тогаш невролошките исходи остануваат. Најголем дел од проблемите настануваат интроутерино во самиот процес на раѓање или пред раѓање, тоа се околу 60 до 70% од ризичните фактори, така да тие потешко се контролираат. Кои се најчестите ризик фактори за време на бременоста, кои што може да доведе до некаков проблем со развојот на мозочето кај детето? Хипоксијата ако настане. Тоа значи ЦТГ-то ако привиси хипоксија, ако Значи хипоксија значи недоволно кислород. Недоволно кислород, така. Ако има недоволно кислород поради било која причина. Сега причините се Но тоа е главниот проблем, доколку не добие мозокот доволно кислород. Регистрирана хипоксија. Претпоставаме компликации при породување, доколку повторно бебето остана без доволно кислород. Да, ама меѓутоа тука е најголем, самиот акт на раѓање е најголемиот проблем. После ако направи крварење, например, во актот на раѓање, крварењето, клиничката слика на крварење може да се манифестира дури после 24 часа, така да тука мора да бидеме внимателни. Колку често се потребни контролни прегледи кај децата кои што се предвремено родени или пак имале некаков... Тие што се деца со високи ризици, значи не мора да бидат предвремено родени, високи ризици има листа на високи ризици, кај нас има усогласена шема на следење. Едното е во Бит пазар, во развојно советувалиште, другото е на клиника, моментално тоа го прави дефектолог Валентина Дуковска. Од 3 месеци се почнува, до шемата 3, 6, 9, 12, 18, 3 години и после тоа кога ќе тргнат во школа. Значи, погуси се прегледи во првите месеци од животот, затоа што, например, церебралната парализа на раѓање може да претпоставиме дека има ризици со хипотонија и така, но правата дијагноза на церебралната парализа дури после 6-тиот месец, па многу често и до крајот на првата година. Друга работа, тие што се екстремно ниска родилна тежина, затоа што во нашиот систем преживуваат деца кои што се родени со 500 грама, имаат поинаков начин на развој. Значи, може да емитираат невролошки проблеми и до петата година, и во петата година најнаш да се изедначат со врсниците. Сите деца кои што ќе видиме невролошки проблеми треба да бидат подложни на стимулација, затоа што единствен начин да го модулираме мозокот е стимулација. Не постои лек, не постои
Лекот може да помогне, меѓутоа главна работа е стимулацијата. Кај церебралната парализа тоа е моторната стимулација, значи може да минимизираме церебралната парализа, ако имаш тетување, тешко дека може да избегнеме, меѓутоа може да ги минимизираме исходите, а кај другите дефектолог, значи окупационална терапија, логопедска терапија, зависно од возраста како треба, педагошка терапија исто така. Тоа е тоа што се нарекува рана интервенција. Рана интервенција, така. Бидејќи велат мозокот на децата има поголем пластицитет во однос на мозокот на возрастните. Па се го објаснете ни што е тоа? Трик прашање. Секој мозок има пластицитет. Дури на 70 години мозокот има пластицитет. Меѓутоа, колку е понезрел мозокот, толку е подобар, пластицитетот е посилен. Што е тоа пластицитет? Адаптација на настаната ситуација. Например, говорот се развива на 3,5 години. Исто така, лева-десна страна се развива околу 3-та година. Значи, пред тоа нема лева-десна страна. Нема леваци и дешњаци. Може да работат со двете раце. Ако видиме мало дете дека работи само со едната рака, треба да претпоставиме дека има пареза на другата страна. Може да претпоставиме. Треба да се провери. Ако е класичен пример, ако уште е центарот на говор, пошто центарот на говор е секогаш во доминантната хемисфера. Добра. Со соодветна стимулација пред да настане латерализацијата, пред да настане доминација на една хемисфера, може да се префрли мозокот, може да го префрли на здравата страна, пошто иако има две хемисфери, само едната страна, едниот центар е активен. Значи тоа е пластицитетот и тоа дете ќе почне да зборува. Тоа е до 3-та година? Не, тоа е за воопшто во детството. Ако имате возрастен човек, но што порано, толку подобро. Да, ако имате возрастен човек со хемипареза, после мозочен удар, по некое време тој ќе се исправи, ќе оди неправилно, меѓутоа и тоа е дел од пластицитетот. Значи, воспоставува и на функција, ќе влече ногата, ќе влече раката, меѓутоа ќе се вертикализира. Тоа е исто така дел од пластицитетот. Меѓутоа кај малите деца е многу поизразно. Значи, одредени функции може да се преселат во други центри. Не комплетно, може функциите нема да бидат идеално како што треба, меѓутоа ќе станат пофункционални. И затоа колку што може порано да се почне со стимулација, толку е подобро во однос на исходот. И затоа сакаме рано препознавање на тие работи и затоа ги имаме тие ризични листи кај што од породилиштата не ги испраќаат тие пациенти да може да ги контролираме. Веќе тој компјутерски систем пропадна, меѓутоа докторите се обучени и знаат да ги најдат тие ризици и ги испраќаат децата за следење. А како родителите да препознаат кои знаци треба да ги забележат како дел од отстапувањето? За да се јават. Зависи за кое стапување зборувам. Значи нема генерално. Нема генерално. Еве доцење на говор или пак доцење на говор, некои деца нормално прозборуваат после 4-та година, тие се касни зборувачи. Меѓутоа доцење на говор е еден од знаците на аутизмот. Треба матичниот лекар да процени и евентуално да се истестира тоа дете, затоа што ако е само доцење на говор, ако ги разбира, аутизмот е проблеми со говорот, проблеми со комуникацијата, проблеми со социјализацијата. Тие се три главни проблеми. Значи, треба да се направи проценка дали постојат тие три проблеми и како се манифестираат. Од друга страна, аутизмот може да биде манифестиран со суптилни пореметувања и дури да не може да го диагностицираме во функцијата на човекот. Така треба да биде многу внимателен. Родителот кој ќе се посомнува, прво едно време мислам дека се правеше обука на патронажни сестри и тоа беше голема обука да може да ја направат првата проценка, да видат дали има потреба од понатамошни контроли. Понатаму матичните лекари се добро обучени исто така во тој процес. Најголем дел од матичните лекари знаат да ги советуваат родителите што да прават понатаму. И родителот ако сам се посомнува треба да побара помош, подобро да отиде за џабе на преглед отколку да испушти нешто. Меѓутоа гужвите се огромни, така да трпењето, за жал. Така. Професор, како изгледа еден преглед кај детски невролог? Што да очекуваат родителите? Па дури и децата, нели доколку се зависно поголеми? за тоа, ако е за фаќање на моториката или развој, треба детален невролошки преглед. Што значи тоа? Тоа значи рефлекси, примитивни рефлекси кај помалите. Контактибилност и така натаму. Ако се работи за аутизам, најглавната информација е таа што родителот ќе даде. Значи, еден добар разговор со родителот да не упати како функционира детето, да се излечат од родителот сите функции, затоа што родителот секојаш е субјективен према своето дете. И јас сум родител, ја би бил субјективен, така да најмногу внимание се обрнува во разговорот со родител да се излечат важните податоци за развој, да видиме дали
постојат реални шанси за аутизам. Исто така се посматра детето, затоа што ако дете со аутизам, со развиен аутизам, го нападнете да го прегледувате, нема да ви соработува, ќе избега, се посматра во особата како се понаша, што прави, како прави, дали има стереотипи, дали е активен во играта или само шета низ собата, така да има. Значи, посматрањето и анамнезата се главни. Додека ако се работи за моторно оштетување, тогаш треба да се направи детален невролошки преглед. Дали секој преглед вклучува и некакви анализи, испитување или пак понекогаш е доволен клинички преглед, само да го видите пациентот, да анализирате како се однесува? Зависи од тоа што бараме. Ако бараме крварење, мора или ултразвук да се направи кај помало дете или да се направи некој имеджинг. Најдобар имеджинг е магнетната резонанса, додека за крварење добра е компјутеризираната томографија. Меѓутоа, ако се работи за некој испитување, например епилепсија, треба ЕЕГ да се направи, ЕЕГ во будна или во сон, во зависност од тоа какви се нападите, колку е старо детето. Во секој случај ЕЕГ во сон дава повеќе информација од колку ЕЕГ во будна состојба. Ако имаме епилепсија која што не може да диференцираме, се прави 24-сатно ЕЕГ, значи ЕЕГ во тек на неколку денови, кај што се бара време да се регистрираат нападите и да се види карактерот на нападите. Се прави магнетна резонанса, ако претпоставуваме дека може да има ако може да има органски промени, значи со ЕЕГ ги гледаме функционалните проблеми, со магнета ги гледаме органските проблеми. А ако е некоја епилепсија која што е комплицирана или ако има некој, се прави PET скен, додека PET скен прават сега и кај аутизмот и кај АДХД, меѓутоа не знам колку се гледат квалитетни информации, меѓутоа не знам колку можеме тие работи да ги промениме. Така да се прави, ако се посомнеме некој генетско заболување, се прави генетски, се прават генетски и метаболни заболувања. Меѓутоа, најголем дел од метаболните заболувања може да се видат преку генетиката, така да... Значи, зависно за што доаѓа пациентот. Зависно за што доаѓа пациентот. Има спектар на испитувања кои што се прават. Меѓутоа, најчесто се започнува со преглед. А потоа ЕЕГ-то се прави кај повеќето пациенти? Таму кај што има индикација, кај што има епилепсија, се прави. Ако имаме податоци за епилепсија... Но некогаш и деца кои што немаат епилепсија прават ваков тип на испитувања, па некогаш доаѓаат за фебрилни конвулзии, ќе качи детето температура и ќе добие фебрилни конвулзии, односно грчеви на телото. Што во тој случај? Како испитување ќе направите? Фебрилните конвулзии воглавно ги делевме на два типа, едноставни, комплицирани. Нема начин да видиме кој од тоа после тоа ќе премине во епилепсија, ако многу мал процент преминува во епилепсија, меѓутоа комплексните секогаш имат повеќе шанси да преминат во. Како знаете дали е фебрилна конвулзија, дали се фебрилни конвулзии или пак е епилепсија? Не знаеме. Не знаеме, особено ако меѓутоа за комплексните конвулзии може да претпоставиме дека тоа се конвулзии кои што се одат многу често, конвулзии кои што се одат со ниска температура, конвулзии кои што се водат со хемипареза, значи едната страна е блокирана, со афазија, значи постиктални состојби, кои што траат кратко време и се повлекуваат. Значи атипичните конвулзии кои што може да имат повисок ризик да преминат во епилепсија. Од друга страна, фебрилни конвулзии кои што ќе се яват со мала температура или без температура се индикација да се направи проценка за синдромот на Драве, тоа е ретко генетско заболување, каде што се јава покрај конвулзиите се јава енцефалопатија и мора на време да се интервенира за да може да се превенираат последиците или за да биде поквалитетен животот. За таа болест на повидок е генетска терапија, која што ако биде рано дадена, веројатно ќе го спречи развојот на енцефалопатијата. Така да секој дете си е своја приказна и кај секој дете е индивидуална проценка. 40 години работам, например, сега во последно време се модерни аутизмите, немам видено 200 деца со аутизам. Иако секој ден гледам по 3, 4, 5 деца кои што имаат аутизам, немам видено 200 деца кои што со иста клиничка слика, кои што исто изгледат, да кажеме класично како хемипарезата ја влече едната страна. Сите се различни, сите имаат различни функции. Тоа е многу интересно. Има ли потреба кај децата со аутизам да се направи ЕЕГ? Има некои состојби кои што одат, епилепсија кои што одат со аутизам и други состојби кои што е
туберозната склероза, кој што може да развие аутизам, или ова што го кажавме синдромот на Драве, кој што може да се манифестира со аутизам, меѓутоа во глобала нема потреба и ЕЕГ-то не ни дава квалитетни информации. Ако има промени на ЕЕГ-то, не значи дека треба да се започне терапија. Самата терапија исто така е штетна и не се дава непотребно. Некои тие лекои се пијат цел живот ако треба, меѓутоа во однос на тоа да се купираат конвулзиите. Значи најнапред треба да има напад, па потоа да се даде терапија? Напад, па после тоа да се даде терапија. Само наод со кој што кажува на епилепсија не значи ништо? Епилепсија по дефиниција два непровоцирани напади, пристапи во период подолго од 24 сати. Или ако има хемипареза, или ако има, значи после првиот напад, или ако има други невролошки испади. Хемипареза значи? Значи ако има невролошки испади или ако има промени на магнетната. Ама не се прави рутински магнетна после сите први конвулзии кај сите деца. Значи ако има невролошки зафаќања или ризик за невролошки зафаќања, тогаш после првиот напад се почна терапија. Друга страна има епилепсија кој што не се дава терапија, така да тие се најчести епилепсии, центротемпоралната нападите во сон. Во Америка воопшто не даваат терапија или даваат многу ретко. Доколку ЕЕГ-то покаже некои абнормалности, треба да се повторува? ЕЕГ-то 30% покажува, може да покаже абнормалности кај здрави деца, затоа што мозокот е во фаза на растење, миелинизацијата не е завршена, зрењето на мозокот не е завршено и почнува со ирегуларни ритмови, кои што полека се средуваат, во првите 7 години ЕЕГ-то е посредено и на крај се средува до 18 години. Па како тогаш да се избегне погрешна дијагноза во тие ситуации? Добра анамнеза, клиничка слика, има напади, нема напади, ако нема напади, нема потреба за терапија. Освен ако има абсанси, на ЕЕГ-то е тоа типична протеста, треперење со очи. Отсутност. Отсутност, да. Добра. И во тие неколку секунди детето е отсутно, тоа на ЕЕГ се регистрира, родителите може да не го приметат затоа што е многу кратко. Значи има неколку епилепсии кои што може да се започне терапија веднаш, меѓутоа тие се бројат на прсти. Иначе другите промени на ЕЕГ-то не се индикација за давање терапија. Ке ги вклучиме гледачите, почитувани, можете да поставите прашање во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телефонскиот број што е испишан на екранот. Професор доктор Филип Дума, детски невролог, е во студиото на Тилма и тој ќе ги даде појаснувањата на вашите дилеми, а секако и на бројните наши прашања. Работата со невролошки пациенти не е спринт, кој ќе дојдат пациентите очекуваат за една секунда да им се реши состојбата. Првата терапија да ја реши состојбата, значи не е спринт, туку е маратон. Тоа значи дека веројатно е потребна доверба и добар контакт и цело време треба да се ревидира терапијата, да се види што може да се промени, дали треба нешто да се промени, така да дури ако земе епилепсија, 30% од епилепсиите после првата и втората терапија не даваат одговор на терапија. Тие се епилепсии резистентни на терапија, така да не е докторот крив, не се ни родителите криви, едноставно таква е епилепсијата. Значи тука има долготрена соработка помеѓу детскиот доверба невролог, и соработка, така. Семејството, значи родителите така, и детето. Така. Што е со магнетната резонанца? Дали таа понекогаш може да ни даде одговори на прашањата што ги има детскиот невролог и секако родителите? Може ли да покаже дека се ворет, а детето и понатаму да има симптоми? Да. Кај најголем дел од епилепсиите во детската возраст, кои што се матурациони епилепсија, магнетната е уредна, така да. Тоа е тоа. ЕЕГ-то ја покажува епилепсијата, ЕЕГ-то индицира терапијата, меѓутоа кога не е магнетната уредна, тоа е подобар исход во секој случај. Магнетната покажува само структурни промени, меѓутоа не покажува како тие структурни промени функционираат. Тоа го гледаме со ЕЕГ-то, со PET скенот, има функционална магнетна, кај што можеме исто така да видиме оштетување на одредени зони на мозокот. Има и трактографија магнетна, кај што може да видиме прекин на нерви, меѓутоа тоа се методи кои што треба рутински да се потребуваат, кои што ги немаме на располагање во моментот. За жал. Повторно. Имаме гледач на линија, ќе му дадеме предност. Добар ден. Ало. Во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Едно прашање злато до докторот. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Прашувам за внуче кој има 6 години
Добре. Пред месец дена во сон, во спиење, почна да му, како беше заспан, од устата му почна да му тече вода и го дигнав, пошто не знаев што се случува, ги отвори очите и почна да прави тикови на левата страна, со устата и со очите. Треба да го однесете на детски невролог, отприлike знам што е, ама сега да не зборуваме преку Така, во јавност програма треба да не да се го види пусне. невролог, треба се направи ЕГ и да се договорите за понатамошно следење. Еднаш се деси или повеќе пати? Не, само тогаш се деси. Само тогаш, така. Може Само да се тогаш. Бевте вие потоа на лекар? Не, пошто родителите во моментот не му се присутни, јас го чувам. Така. Ги известив, меѓутоа додека се вратат од странство. Така. Може да се повтори тоа. А ако се повтори, ќе оставите во бочна положба, поминете до кај лекар да ви припише чепчење диазепам. Без температура, ова е без температура. Без температура, да, ама може да се повтори. Тоа се... Аха. Ако еднаш се десило, може никош да не се повтори, меѓутоа треба да го види детски невролог. Да, до сега се нема повторено. Так. Меѓутоа кога се врати, вака го измив со вода и кога се врати, само рече не знаев кај сум. Так, да. Така, значи ова бара проценка од детски невролог. Детски невролог. Така да закажете там. Од кај сте, од Скопје? Од Скопје, да. Да, ќе си закажете, државно, приватно. Ги треба да се направи, ќе ви кажат, ќе ви објаснат што е. Може да ги почека родителите да се вратат. Не ова нешто што е ургентно, брзо што бара? Не. Посета на... Не, ништо страшно. Меѓутоа треба да се следи, да се направи точна диагностика. Значи некога само врз основа на описот, професоре, на состојбата вие можете да... Типично е, да не дискутираме за пациентот, типично е тоа што го пише бабата, така да. Така, типични симптоми се. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност, а потоа ќе продолжиме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до емисијата, поздрав до гостинот. Ви благодарам. Имаме прашање, имам внука од 2 години и 3 месеца. Се е нормално, збори, иде, али вака ќе игра и наеднаш се притресува. Дали има, мислам, дали треба да се посети невролог или... Како се потресува? Како изгледа губи тие? свест Се или... тресе цела, ќе се стресе и после продолжува пак да игра. Пелена носи? Моли? Носи пелена? Носи пелена, да. Обично така прават на таа возраст кој ќе се измочкат. Ама нека види невролог, нека види макар матичниот, или ако можете сликајте го со мобилен тоа. Значи да се сними со Стануе, се загледува во една точка и ќе се притресе. Тоа е. Може, значи треба да посетите детски невролог. Така. И меѓу другото, ако можете да го снимите сето тоа со мобилен телефон. Со мобилен тоа, ако можете. Така, ако можете да го фатите, да, тие кратко траат. И возбудени се луѓето околу детето, меѓутоа тоа што ќе се види на мобилен телефон вреди повеќе и од ЕГ и од... Така, кога ќе се види реакцијата на детето. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Си исклучил гледачот. И тоа претходниот гледач обавезно да си посети детски невролог. Ако се загледува веќе детето во тој момент. Ако се загледува? Да, ако има. Ако гледа во една точка? Така. А како родителите да проценат дали во тој момент детето е тука присутно, може би има тик и гледа на страна? Не, си проценуваат родителите. Вика, најлоша работа е детето кој има, например, епилепсија, родителите ќе го земат со нив да спие во соба. И епилепсија за да го контролираат. Епилепсијата ќе помине, меѓутоа тоа што ќе направат со детето проблем, затоа што ќе биде помеѓу мајката и таткото со години, е поголем проблем отколку самата епилепсија. Мајка ќе го осети детето преку 3 соби дека има напади. Мислам, првиот пат кога бил нападот, како го осетил, така ќе биде и понатаму. Така, интуицијата на мајката е многу голема работа. И веднаш ќе процени дека станува нешто. Дека нешто не е во ред. Дека нешто не е во ред, така да нека стои со отворена врата, нека биде било како, меѓутоа реметењето на нормалните активности на дете со епилепсија не е во ред. Значи се треба да продолжи. Треба колку што може понормално да си живее во целиот свој живот, и во школски активности, и во ваншколски активности,
Треба да има некој близок кој што ќе знае што може да се случи, да може да му помогне во моментот да не прават глупости. Тоа е тоа. Уште еден гледач имаме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се извинувам, имам вклуче од 2 години и 3 месеци. Се уште не зборува. Воопшто? Изговара по само некој си- зборче? Само си пее мама, мама, меме, меме, а да се обрати на мајка, на баба, не. Така, ви треба проценка. Така. И треба и дефектолошка проценка и да го види детски невролог. Тоа што кажувате, малце кажувате, меѓутоа во секој случај треба да се направи проценка. Има деца кои што се касни зборувачи, кои што прозборуваат касно, меѓутоа тоа што кажувате дека не се обраќа кон луѓето, веќе покажува проблеми во комуникацијата, во социјалните активности, така да треба да се направи проценка и колку што може порано, ако е тоа што мислам да се започне со рана интервенција. Кој да биде првиот чекор, детски невролог или пак детски дефектолог? Или едно или друго. Седно? Кај што ќе најдат слободно место, затоа што дефектологот ќе го проследи на невролог и така да едното и другото треба да се направи. Или на клиника имате психолози кои што прават, има многу добри психолози. Под контрола се на, мислам дека сега професор Тања Зорчец, тука е Никола Костадинов, тука е Софијанова, Анастасија, тоа е психолог, така да тука и уште има ово тимо, така да може да направи таа проценка. Така. Многу убаво. Професора, што е со главоболките кај децата, доколку се яви дете со главоболка, дали е тоа сериозен проблем или не? Најчесто не е, меѓутоа треба да се направи добра проценка на главоболката, на причините за самата главоболка, кога се јавува, како се јавува, дали има некои други невролошки знаци заедно со главоболката. Обично се прават базични испитувања, процена на видот, видно поле, метаболни проценки, евентуално неодобар невролошки преглед, евентуално треба да се направи магнетна резонанса, затоа што никош знае да не изненади таа состојба, кај главоболките и да се крие некој процес кој што со прегледот не можеме да го видиме. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ве молам, би сакала да поставам едно прашање. Мајка сум на 10 годишно девојче. Пред една година она имаше како, јас го класифицирам како епилептичен напад, мене ми наликуваше, беше болна, имаше температура и ја носев на утрото на крвна слика да ја носам и одиме во лифт и она малку ја удри главата, овака се занесе во лифтот, се допре. И почна да се тресе, ми падна на рацете, јас ја приметив, ги преврти очите, почна да се тресе едно 10-15 секунди. Повикав брза помош, ја однесовме на детска клиника. Меѓутоа, она како беше одвеже, таму беше одморена. Ја виде невролог и не рече, се рече да остане 24 часа, меѓутоа детето се бунеше, не сакаше. Ја проценуваше, да речам, и рече дека по секој удар во главата се смета дека е удар во главата. Инаку детето одеше година и пол на физикална терапија од 5 месеци до 18, кај докторот исто сме оделе на преглед, како хипотонија беше диагностицирана. Дали беше млитава кога се не свести, дали беше бледа и лабава? Како не, да. Да, јас на рацете ја држав. Најверојатно се работи за колапс, затоа што била истоштена температурата. Најверојатно за колапс. А тресењето може Може колапсот? и при колапс, може и заби да стегне, може да емитира прав епилептичен напад колапсот. Не се повторил повеќе никогаш. Меѓутоа епилептичен напад се смета ако е без провокација. Во моментот стимале провокација, истоштено дете, температура, веројатно и жедна и гладна и малце си удрила главата, така да во состојба на колапс кој треба да ставите во безбедна положба, бочна положба, или лежичка положба, каде што ќе биде циркулацијата свртена према главата, не од главата надоле. Ако држите исправена во тој момент, може да емитира прав напад. Споминавте испровоциран напад. Што тоа значи? Па тоа значи температурата може да провоцира напад. Може плачење. Паднат шеќер во крв? Може и паднат шеќер во крв, меѓутоа таму друг ши изгледа. А и плачењето е? И плачењето, малите деца знаат да плачат и да го задржат здивото. Тоа е од 6 години, тоа е
пневмични кризи. Заедување што Заедување, велат, детето плачејќи заеде. Го задржа возрастен човек и да сака да го задржи дивото несостојување, не може, меѓутоа тие деца може тоа да го направат. Може да биде температура, може да биде боцкање, може да биде лош мирис, да провоцира колапс, не напад, него да изгледа дека провоцира напад. Сега, може да биде епилептичен напад испровоциран, например, со светлост, као што се во дискотека, лампите кои што Строп светло. стробоскопи, или ако се движи покрај сега, кој што ги направија нашите аутопатишта, некој паметен ставил дрва. И помеѓу дрвата проаѓа сонце, и само кога што проаѓа се прави ефект на стробоскоп. И може да биде епилептичен напад и не да може да е воза, затоа што така се провоцираат апсансите и некои други напади. Така да може да биде и епилептичен напад провоцира. Сонот го провоцира епилептичен напад исто така. Како сонот? Сонот е провокатор за напади. Доколку на некому се приспи или самиот сон кој ќе заспие? Или недостиг на сон, или сон. Нападите подобро се регистрираат најеќе во сон. Значи, хипервентилација, фотостимулација, сите тие методи со кои што провоцираме напади. Меѓутоа може да се провоцира колапс кој што личи на напад. Така, и тој кој што се провоцира со хипервентилација спаѓа во непровоцирани напади. А тој во непровоцирани. Во епилептични, така. Прилично сложено е ова, професоре, уште еден гледач. Затоа што и треба големо искуство, затоа што ќе прочита некој на интернет и ќе види моето дете има таа болест, да, ама филтрите не се само тој знак, но и други знаци треба да има. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до докторот и до вас. Сакам да прашам нешто. Имам внуче од 2 години и 3 месеци. Значи, он уште не зборува. Ни мама, ни тато, меѓутоа прима наредби, знае предметите, работите на кои се знае да ги донесе, со прст покажува што сака, те води до тоа што го сака, меѓутоа он ништо не зборува. Као речено ни е да почекаме до 3 години, сега сакам да прашам дали е тоа така или треба да посети. Старата школа е до 3 години, затоа што тоа се развива говорот. Новата школа, стимулацијата се прави од било која возраст. Дефектолошки третман и евентуално логопедски третман за да може да се стимулира развојот на говорот. Иначе има деца кои што се касни зборувачи и кои што најнаш ќе почнат да зборуваат. Има деца кои што од 18 месеци не може да ги застанеш да зборуваат, а има деца кои што многу покосно. Дали има некој свој нејасен говор со кој што ви се обраќа? Не, знае да употреби само меме, мама и со прстите, значи што сака покажува со прст. Покажува, Да, игра, значи има брат и сестра поголеми си игра, со нив, со братучеди си игра. Се врати на име кој ќе го Да, активен е на се. Ве гледа во очи. Да, гледа во очи. Веројатно ќе се развија говорот, меѓутоа не е пречка да почнете со стимулација. Подобро за џабе да ја правите стимулацијата, отколку да испуштиме некои моменти, затоа што таа пластичност на мозокот што ја спомнавме преќе, колку е понезрел мозокот, колку е помало детето е толку поголема пластичноста и колку порано почнеме со стимулација, толку може да имаме подобар ефект. А најверојатно дека ако некој посебно во фамилијата има што покасно прозборувал, најверојатно дека е така, убаво е да се направи проценка кај дефектологот кој ќе поминете или логопедот знае да ги направи тие проценки. А ако треба понатамошни испитувања, ќе ви каже што да правите. Значи генетиката е тука важен фактор? Па не е тоа генетика, тоа е фамилиарни. Значи многу често фамилијата има своји предиспозиции, навики кои што се наследуваат. Начин на живење, начин на понашање према во фамилиите, односите фамилијаните не се генетски, меѓутоа се наследуваат. Тоа е образци со кои што живее фамилијата. Професоре, децата понекогаш кога имаат покачена температура зборуваат нејасно. Сите бунцат кога имаат покачена температура. Проблем ли е тоа? Не, треба да се спушти температурата, затоа што ако е прекомерно покачена температура, може да направи проблеми. На висока температура нема човек што не бунца и возраст. Тоа е од поранешните инфективни болести беше еден од знаците за висока температура, за критична состојба, така да. Сега не е така, меѓутоа децата може малце повеќе, меѓутоа и возрастните исто го прават, ако е многу висока температура. Значи за вако нешто нема потреба од преглед. А децата кои што плачат и заедуваат,
и ќе останат без воздух, па Па помодруваат. тука треба родителите да се научат, пошто заоѓањето е еден вид на глума, детето е глумец, родителот е публика. А ако родителот реагира така како што сака детето, тоа нема да застане. Значи треба публика да се промени за глумата да се повлече. Тоа е наједноставно објаснување. Значи треба родителите да се променат за детето да престане да ги прави тие работи. Иначе ако плаче, ако зајде, ако сите се стрчат, се слетат околу него, тоа е награда за детето, така да ќе го повтори. Има деца што 5 пати на ден го прават тоа. Значи 5-10 пати, ќе му земеш играчка, ќе зајде, ќе го искраш нешто, ќе зајде. Сака надвор, нема да го пуштиш, ќе зајде. Така да тука родителите Губат свест при тоа? Може да губат изгубат свест краткотрајно, да. Што да прават родителите во тие моменти, ако само детето без загуби галама, свест? без паника, бочна положба. Значи ако има нешто во устата да се испадне само, да не се задови, затоа што е најстрашното. И да нема драма. Ако има драма, готова работа. Значи родителот само ќе стани, ќе го згрижи детето и тоа е тоа. Ако е детето само, нема да го направи тоа. Значи секогаш му треба публика да зајде. Кои состојби се најчести што ги дијагностицирате како детски невролог? Се менуваат со годините. Ја долго години работам, од 85-та година. Во прво време беа повеќе метаболни причини. Пореметување со исхраната, рахитот, кој што одеше со конвулзии и така натаму. Од кога се појави адаптираните млека и од кога почна се дава превентивно D-витамин, тие болести се променија, после тоа почна церебралните парализи. Тогаш беше наталитетот околу 40.000 раѓања годишно. Почна церебралните парализи, менталните нарушувања и епилепсиите. Епилепсиите секогаш се. Полека со напредокот на медицината и конгениталните малформации. Со напредокот на раната дијагностика, затоа што сега акушерите може да ги дијагностицираат конгениталните малформации, конгениталните се изгубија, отидат таму кај што треба да си одат, ако треба операција, за следење доаѓаат тие што се кај нас, ако имат епилепсија. Меѓутоа се појави епилепсиите, церебралните полека проречија, сега почна во последно време аутизмите. Аутизмите се негде 40-50% од работата во неврологијата. Зашто таа инциденција е зголемена? Никој не знае, меѓутоа има многу деца кои што се со аутизам. Правата причина никој не знае. Има разни, значи Теорија има милиони една. негде околу 5% имат генетска подлога, која што може да докажеме, меѓутоа ти имат и фенотип, тоа е фрагилен X, Ретов синдром, тоа е туберозната склероза и некои како што е Драве или Ленокс гастро, кои што може да се манифестираат, има и други состојби кои што може да се манифестираат со аутизам. Меѓутоа сега во поново време се појавуваат генетски малформации, генетски промени кои што може да бидат поврзани со аутизам и веројатно се повеќе ќе најдеме што е правата причина, меѓутоа треба време да се усоврши дијагностиката и да се истестираат сите опции. Во однос на дијагнозата, понекога се чека долго време. За Еве да речеме за аутизам, не сите добиваат веднаш дијагноза, се Па чека. не добиваат, меѓутоа докторот ако искусен веќе со првиот преглед знае дали има ризици да се манифестира или не. Некојаш даваме време затоа што со рана стимулација може да ги надмине, да се надминат тие дел од тие проблеми, меѓутоа даваме време да помине. Меѓутоа колку порано се видат знаците на аутизам, толку порано се почнува стимулација. Може ли детето да остане без дијагноза? Не. Не зборувам сега за аутизам, за некое нарушување кое што не е сосема јасно. Па да, затоа што има полно состојби. Има ли потреба понекогаш и да се следи долго време одредена состојба за да може да се постави дијагноза? Па например церебралната парализа не се дијагностицира веднаш после раѓање, се дијагностицира кај нормалната популација, деца кои што се со нормална тежина родени до крајот на првата година, меѓутоа кај деца кои што се со екстремно ниска родилна тежина, некојаш дијагнозата може да биде поставена дури 3-4 година. Така да следењето е дел од нивниот развој. Меѓутоа, кој ќе видиме дека има проблеми во развојот, кој ќе видиме дека има одредени невролошки знаци, веднаш ќе си почнеме со стимулацијата, со интервенцијата. Без разлика дали има церебрална парализа, дали сме ја поставиле дијагнозата или не. Кој ќе видиме дека има проблеми во развој на говорот и во развој на одредени вештини, веднаш започнуваме со стимулацијата, без разлика дали имаме дијагноза или не. Значи дијагнозата на крај доаѓа.
А епилепсијата веќе попрецизно се воспоставува дијагноза, меѓутоа има состојби кај што чекаме некој одредено време за да видиме дефинитивно да дадеме дијагноза. Тоа не значи дека на родителите нема да им кажеме дека се работи за таква состојба. Потребно е понекогаш и второ мислење? Второ мислење е право на секој родител, тоа е законско право и докторот што го прегледува првиот пат треба да му обезбеди и документација и да му обезбеди сите услови за да може да го направи второто мислење. Кога работев активно на клиника, кој ќе ми баре второ мислење, јас сакав да ги упатам кај доктор во кој што си имам доверба. Кој што беше професор Софијанов или најчесто кај него, меѓутоа доктор или надвор кој ќе побарат пак некој доктор во кој што имам доверба, да ги упатам на право место за да не лутат, затоа што по модерната медицина има и многу и надри лекарство и продавање на змиски уља кои што лечат се во наводници змиски уља меѓутоа. Така да добро е да го направат второто мислење точно таму кај што ќе добијат квалитетен преглед. Тие сами си бират родителите кај ќе отидат меѓутоа. Што е со стравот и паниката што се ова кај родителите во вакви ситуации? Мора да ги разберете, секој родител. Најголемо богатство на секој родител е неговото дете, нема друго богатство. Ќе се покачи температурата, пари ќе родителот е под стрес. имот ќе направи од почеток. Камо ли нешто посложено? Да, меѓутоа детето му е богатство кое што најголемата инвестиција, така да посебно родител кој што е поврзан со детето, нешто кој ќе излези од нормално дека ќе се понаша така. Така да треба да ги разбереме и треба да ги сватиме. Треба, ако се агресивни, да се обидеме да ја намалиме нивната агресивност и да сватат дека не треба да бидат агресивни. И тоа треба да ги разбереме дека посебно во одредени ситуации може да паничат. Посебно ако се јават конвулзии кои што претходно ги немаат видно, макар и фебрилните кои што се доста бенигни или тие што се јават во сон кои што се исто така добро чудни. Родителот не знае што стана, дури кај заоѓањето родителот не знае што стана и може да стане агресивен и може да прави глупости. Имавме семејство кое што направи собреќајка поради фебрилни конвулзии, каде што цело семејство беше после тоа во болница со трајни последици некој од семејството. Така да. Значи фебрилни конвулзии се всушност грчеви на телото како последица на покачена температура. Исто како епилепсија изгледа, страшно изгледа. Значи за тој што не ги нема видно, стварно страшно изгледа, што детето мисли, родителот мисли дека му умира детето во моментот. Ако нема искуство никакво со тоа. Дури и доктори кои што немаат видно исто така панично реагира. И трчање во кола преку семафори, преку све, не знае родител дека има многу време. Само кој ќе постави во бочна положба треба нападот да трае подолго од пола сат за да може да направи некакво оштетување. Значи има време и да повика брза помош или да оди до првата установа кај што може да му се помогне, и тоа треба да биде смирен. Но ако трае долго, навистина е тешко некој да да стане меѓутоа смирен. ако направи собреќање на несреќа, после тоа уште 2 сати нема да добие помош. Ако се фебрилни конвулзии ќе си поминат сами. Колку пати се има случајно доаѓа брза помош со сите ротори. Влегува во болница, застанува, отвара вратата позади, детето за рака го носи мајката фебрилни конвулзии. Значи и тие работи ги има. И тоа родителот мора да го разберете дека во такви ситуации може да стане агресивен и панично да реагира и да биде агресивен и према себе си и да направи некоја белја со детето, така да треба да се смири, треба да се разбере. Значи смиреност во тие ситуации. Во тие ситуации се бара смиреност и од родителот и од персоналот кој што. Значи не треба да се закачите со родителот зашто го правиш ова што, него треба полека да му се објасни да се смири, да му се објасни дека не е страшна ситуацијата или ако е страшна ситуацијата веднаш да се да се префрли во единица за интензивна нега, фала Богу имаме низ Македонија, кај што може да му се помогне на детето, меѓутоа дека паниката и агресијата не помагаат никако. Дали кај одредени состојби кои што барат невролошки преглед од детски невролог, средбата може да биде само еднаш со докторот и да се заврши се? Може и тоа да биде. Има такви состојби? Па фебрилните конвулзии се Фебрилните конвулзии или не се само една средба? Па може да бидат една средба ако не се повтарат или ако родителот разбере дека во текот на животот може да има максимум, ако се тие едноставните 2 до 3 напади и како да постапи за време на тие напади. Тоа е една средба, а ако не, ако има некои понатамошни прашања, во секој време е добре дојден, затоа што кога одат нашите луѓе на доктор,
например, на запад, кога оди на доктор, пошто се многу скапи прегледите, ќе си направи список на сите прашања што ги има, па ќе му ги даде на докторот или ќе ги постави прашањата што ги има, без разлика дали ги одговорил претходно или не докторот. А понатаму како се развива ситуација, се уват нови прашања, така да некојаш е потребна додатна консултација. Значи расти детето, се менуваат, дури одредени болести со растење и со развој се менуваат. Епилептичните напади изгледат различно на кај новородено, изгледат различно на предшколско дете, различно кај дете кој што е во адолесценција. Се менува типот на нападот едноставно со растење кај епилепсите, така да меѓутоа кај одредени состојби кој што е завоѓањето, една контрола е добра. Ако разберат родителите, полека ќе престане завоѓањето, ако не разберат, ќе си трае до 5,5 години, тоа ќе престане. Кога ќе се надрасне всушност. Кога ќе се надрасне склоноста. Таа склоност, таа состојба. А со децата кои што имат епилепсија, претпоставам дека се гледате со години, се развиваат и некои пријателски релации, претпоставувам. Па да. Повеќе ме памтат родителите отколку ја што ги памтам родителите, затоа што има многу. Децата, тие што се проблематични ги памтам, другите здрави, прави, убави деца, да се изнаиграш, нема што да памтиш. Да, се развиват такви односи, посебно родителот према докторот кој што го води детето. Ќе дојде сега некој вие, ќе доаѓат и деца, вие ми бевте доктор, тој има 40 години, кај да се што било како било. За среќа, најголем дел од епилепсиите во детската возраст се матурациони епилепсии, кои спонтано проаѓаат. И ретко остануваат во адултната возраст? Па матурационите не остануваат во возраст. Се губат. Така. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Изгледа дека оставивме многу прашања отворени, фала и вас на поканата. Па секогаш има простор за уште едно ново гостување. Се надевам дека им помогнавме нешто на родителите да сватат, или на луѓето кои што ги имаат тие состојби, да сватат како се воспоставува довербата помеѓу докторот и пациентот, како треба понатаму да биде односот и што да очекуваат од Значи многу е важна довербата и соработката. Довербата и соработката, така. Ви благодарам уште еднаш. Ким се заблагодарам и на гледачите што ја дадо својата доверба на магазинот за родителство 0+ месеци и што не следат редовно. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.